Второлигаште заминаа на зимска пауза. Пред нив е период на сумирање на резултатите, анализи, но што и како да се прави за пролетниот дел, засилувања, решавање на финансиски проблеми и други посериозни прашања. Некои второлигаши ниту комплетен ремонт нема да може да ги спаси, бидејќи се на дното, заковани веќе сериозно заснуваат зад зоната која гарантира директен опстанок, а голема разликата и од бара зоната. Големо конјере на дното со само 3 бодови. Овој тим веќе и губи сите реални шанси за опстанок во втората лига. Дури 14 бодови негативот од 10-то место, а 19 бодови од 9-то место, односно од бара зоната, а пак 21 бод од зоната за директен опстанок. Слоговиница е во слична ситуација, со само 7 бодови на предпоследното место и тука многу работи ќе се менуваат. Се бараат соодветни заселувања, тренер, но ќе биде исклучително тешко за директен опстанок. Шансите се реални барем за бараш и тоа околу 10-то место, бидејќи од таа бараш позиција тимот од Виница има 10 бода негатива, а пак од зоната за директен опстанок, односно од 8-то место дури 17 бодови. Преспа со пораз од Слоговиница во финишот на есенскиот дел влезе во комплицирана борба за опстанок, бидејќи загуби 3 важни бодови, така тимот од Ресен го очекува жешка пролет за опстанок. Тимот од Ресен со 9 бодови на 14-то место и е во слична ситуација како екипата од Виница. Победа со 11 бодови на 13-то место, а пак Вардар Неготино на 12-то место со 12 бодови. И овие екипи имаат пореални шанси околу трката за директен опстанок, бидејќи пред нив е реална шанса за директен опстанок, а за баражот секој имаат отворени врати. Победа на 6 бодови од бара зоната, а 13 бодови од зоната за директен опстанок, а пак тимот од Неготино има бод повеќе предност во овие комбинации. Во пролетниот дел ќе се одиграат 15 надпревар или во игра се 45 бодови. Математички живи се шансите на сите екипи, но во реалноста тие шанси се сведуваат само на теорија и на крајот колку и да овие тимови имаат позитивни резултати, прашање дали конкурентите толку ќе губат.